Добро вечер, почитувани. Вие гледате Алфа телевизија, вечерва со мене, вашиот домаќин, Билјана Василева Трендафилова. Лидерството тешко се дефинира, доброто лидерство уште потешко. Но ако ги убедите луѓето околу вас да ве следат до крајот на светот, тогаш сте добар лидер. Ова е само една од водечките мисли на успешни бизнис жени во светот. Но колку кај нас е развиено женското лидерство? А како се справуваат жените кои што водат бизнис компании? А што ги мачи компаниите денеска? Ова се само некои од дилемите и темите на кои вечерва ќе дискутираме со три инспиративни дами кои се во друштво со мене и со вас во студиото на телевизија Алфа. И велам добро вечер на Анета Пешева. Добро вечер. Председател на управниот одбор на МАСИТ. Добре дојде велам и за Мерита Рамадани Алими, кој што е долгогодишен стопанственик, но и член на управниот одбор на Стопанската комора на Северозападна Македонија. Благодарам поедно и за поканата. Добре дојде и за Љупка Наумовска, долгогодишен пиар експерт и професор на Универзитетот за туризам и менеджмент. Добро вечер. Пешева, вие доаѓате од IT индустријата, еден сектор во кој што доминираат мажите. Колку е тешко или лесно да се справите и да водите една ваква организација, да се плови во еден машки свет? Сакам да ви кажам дека сега и не е така тешко. Никој не се сети пред 30 години да ме запраша кога го почнував, кога влегов во тој бизнис, да ме запраша како ми беше тогаш. Знаете, 80-тите години, кога јас со неколку колешки се запишавме како раритет на електротехничкиот факултет, навистина беше комплицирано да се влезе во така наречен машки бизнис. Сега веќе не е така, работата не е така, работите се придвижуваат на подобро, што покажуваат и бројките, да кажеме, на Универзитетот Финки. Јас тие бројки ги видов, а веројатно е така и на другите универзитети од информатика и телекомуникации, каде што многу интересно е дека во 2011 година, јас извинам, морам да ги видам овдека и бројките да не зборувам на памет, во 2011 година од вкупно запишани 249 студенти, 198 биле машки, а 51 женско. Значи 21% бил запишани девојки на Финки. Во 2014 година од вкупно запишани 400 студенти, 324 биле машки, а 146 женски. Значи процентот нараснал на 31%. И ова ве молам да го чуете, во 2018 година, значи минатата година, од вкупно запишани 924, значи 3 пати се зголемил бројот воопшто на студенти во IT, универзитетот, машки биле 599, а женски 325, тоест 35%. Да ви кажам, ние со овој процент се уште е мал, не е нели 50-50, но сакам да ви ги кажам бројките. Јас бев изненадена дури кога ја правев таа анализа за Европската унија. Во Европската унија просекот на запишани девојки на информатичко-телекомуникацијските науки се движи од околу 17%. И нема да си верувате дека најнизок процент на запишани девојки во IT индустријата, IT факултетите се во Холандија и во Белгија, околу 6-7%, а најмногу во Бугарија и Романија околу 35%. Така да еве за прв пат можеме и за нешто да се пофалиме ние како држава, дека западните земји развиени можеби треба да го видат нашиот пример. Во секој случај во Европската унија тој е многу мал процент, значи тој и да го споредите со земјите како Австралија, Јужна Африка, каде што е 28%, воопшто жените во IT индустријата, потоа имате во Америка 24%, во Канада е 26,5%, значи тоа е премал. Дури во Европската унија сега се прават некои кампањи да се преквалификуваат жените и да одат да стануваат програмери. И тоа многу интересна кампања водат, ако сакате да седите дома и да заработувате пари, тогаш станете програмер. Ние сепак се движиме напред, по бројките се гледа и мислам дека е тоа навистина добро во однос на
другите држави. Така е, ќе правиме компарација, ќе зборуваме Да. за тоа што може да се подобри. Љупка, каква е свеста за женското лидерство кај нас и како да се надмине оној јас кој што го имаме помеѓу лидерските позиции мажи и жени? Така, оваа тема кога ја дискутираме, мислам дека треба да ја смениме помалку терминологијата. Сите движења на тема маргинални групи, меѓу кои движењата за изедначување на половиот или родовиот јас, или па движењата кои што имаат кои што се во областа на феминизмот, мислам дека треба конечно да ги наречеме движења за човекови права пред се, бидејќи говориме за половина планета, половина од луѓето. Вака стереотипното разгледување на ова прашање дури креира некогаш и одбивност. Пред да одговориме како феминизмот и движењата за застапување на жените во сите лидерски позиции има економски карактер, мислам дека треба да одговориме низ призмата на социокултуролошките карактеристики на ова движење, односно би рекла догмите од минатото кои што се уште владеат во 2019 година, во време кога ќе се надоврзам на преходниот одговор, сме во средината на четвртата технолошка индустрија и кога рапидниот развој во секој општествен сегмент, во целокупните индустрии доминирани од технологијата, биологијата, медицината, така прогресивно растат што навистина е фантастично да се сведочи можеби најреволутивниот момент од човековата еволуција. Таа динамика не ја прати динамиката на надминување на родовиот јас. Од извештајот од Светскиот економски форум од 2018 година, направен на 149 земји, Global Gender Index Gap, гледаме бројки кои што воопшто не се пријатни. Не се пријатни како во полето на економските услови за работа, така и во политиката, така и во образованието. На економијата и политиката се најзасегнати два погрупни сегмента. Имено од 149 земји само 17 имаат претседател жени. На ниво на предприемништво ја доминираат позициите, односно преку 70% се сопственици на компании мажи. Од вкупните министерски позиции само 18% се водени од жени и сите овие бројки само кажуваат дека и да има прогрес на глобално ниво, тој прогрес е многу бавен во однос на напорот што е вложен тука. Македонија, гледано на локален контекст, прегледувано низ призмата на локалните национални институции кои што прават истражувања, меѓу другото и Државниот завод за статистика, котира на оваа листа на 66-тото место од 149 земји и има уште 34% на затварање на глобалниот, на вкупниот јас помеѓу двата пола. Најлошо котираме во позицијата на економско учество и можности, каде што сме дури на 102-то место. Платите помеѓу мажите и жените во Македонија за исти позиции се скоро 30% различни, а со тоа се окажува јасен индикатор дека економската и одлучувачката моќ така и се разликува. Не навлегувајќи посебно во специфични индустрии и полиња, ова не се срекни бројки и мислам дека треба да ги засегнат сите независно кој пол се, бидејќи прашањето на правата на жените е прашање на права на луѓето, пред се влегува во доменот на човекови права и кога така терминолошки ќе поместиме разбирањето на сите овие движења, меѓу кои Me Too мувментот, од движења кое што можеби е кулминација на сите прогресивни каузални движења во овој правец, можеби ќе навлеземе во суштината на овој проблем од еден поинаков и поразбран и посуштински агол. Така е, токму за платите помеѓу жените и во Македонија, но и во европските земји имаме истражување, но тоа ќе го видиме малку подоцна во текот на емисијата. Мерита како долгогодишен стопанственик, дали во светот на бизнисот како жена се чувствувате дискриминирани? Земајќи ги во предвид бројките и статистиката која што покажува во Северна Македонија последниве неколку години, бројката е 3,4%, каде што жените се вели дека се во владеачки позиции или тие водат бизниси, но јас искрено во реалноста не се сложувам со тоа, затоа што многу мал дел од жените гледам кои што водат бизниси или пак се сочуваме уште со една друга проблематика, каде што гледаме во документ како управител или оснивач стои жената, меѓутоа жената си е дома, а мажот е тој што го води бизнисот. Проблематиките
се големи и нормално дека се чувствува малце дискриминирана. Можам да кажам дека последните години се трудиме со проекти, покажуваме дека жената се повеќе треба да го превземе чекорот за да води сама бизнис, но мислам дека уште сме во почетокот. И тука влие малце и политичката ситуација која што се случува последниве неколку години. Тоа и е докажано дека во една земја, ако имаме политичка криза една година, економската криза ние 3 години, така да тука кај нас малце повеќе тоа се одолговечи. Правењето бизнис нормално дека не е лесно, ни за мажите, нормално не и за жените. Жените во оваа област, значи, се помалце се информирани, значи, околу информации, какви проекти имаме, каде они можат да земат, да речеме, поголема помош околу тоа. Жените уште немаат имоти на нејзино име, каде што можат они и самите и кредити да си зимат, така да тука е една широка палета која што треба да се разговара и се надевам дека наредниве години жените ќе ги видиме што повеќе вклучени самите да водат бизниси. Пешева, женското лидерство е актуелна тема последниве 3 декади, но со сомнителен прогрес. Како гледате вие на оваа тема кај нас? Да ви кажам, јас можеби ќе ви изненади ова што ќе го кажам. Мислам, тоа не е само кај нас присутно, тоа е, мислам дека и на моето светско искуство со жени истото сум го осознала, дека ми се чини дека жените сами за тоа се криви. Знаете, ние жените некако немаме, американците имаат добар израз self-confidence, самодоверба. Жената во секој поглед е подобра од мажот. Значи, она е повредна, секогаш се пообразовани, они се секогаш Но кога ќе треба да се качи на сцената, еве како овде, тогаш она има како една рачна кочница и останува во тоа место каде што се наоѓа. Не знам зошто е тоа така. Се повлекува и недостасува. Мислам дека, знаете како, за едно исто работно место. Значи, може 2 пати повеќе да е квалификувана жената, да има поголемо образование, да е поработлива се. Ако има маж и жена на тоа место да конкурираат, мажот мисли за себе, јас сум роден за ова место, а жената мисли, па не знам, чекај, може уште треба јас да работам за да стигнам до таму. Мислам дека ова е централното прашање, што треба да дискутираме. Зошто? Тоа е еден момент кој што сега се надминува. Значи, не треба некого друг да го окривуваме. Ние самите треба да го осознаеме тоа и да работиме на тој случај. Сега јас не зборувам за некои земји каде што, да кажеме, woman rights се граничи со human rights. Тоа секако жените не им е дозволено да влегуваат ни во бизнес, нити нешто да влегуваат во големи приказни, но во балканските земји, особено балканските земји што сме биле, нели, години под социјализмот, каде што жената и мажот апсолутно биле рамноправни и работеле, секогаш се знаело дека работат, исто така и во високо развиените земји во светот. Никој не ја брани на жената да заземе лидерска позиција. Никогаш жените не сакаат да седнат на главната маса. Не знам зошто е тоа така, но така е. Дали е до воспитувањето, дали работите се менуваат и ќе се променат сега, значи многу се зборува на таа тема, сега не зборувам генерално, зборувам сега за повеќето жени. И мислам дека тука треба многу да се поработи и сите кои што имаат и такви лидерски школи, и за жени, и лидерски курсеви, не знам, мора да им се даде самодоверба на жените. И тоа се постигнува, мислам дека и со искуството се постигнува тоа и во животот, но сепак и од мали нозе родителите и сите околината треба на тоа да биде да даде свое влијание. Така е. Љупка, слушајќи го одговорот на Пешева, ни недостасува нам жените и самодоверба, одлучувачко влијание и нели да преземеме потек кога е тоа неопходно, но како да се подобри женското лидерство? Потребни ли се некои можеби силни економски мерки кои што треба генерално да се донесат и променат? Пред да стане женското претприемништво или женското лидерство економска мерка, мислам дека треба да се анализира проблемот ни социјалниот агол, односно од незината општествена улога, перцепциите, стереотипите и сваќањата што се наметнати за токму таа самодоверба за која што говореше Анета што отсуствува, уште од мали нозе.
кога се градат предиспозициите, системот на вредности и матриците на кои потоа неминовно трасираат и амбиции, профилирања, ставови во животот, кога ќе дојде ред да се бира професија, веќе е доцна ако системот на вредности е дефиниран и изграден во голема мера. Знаете, живееме во време кога се уште корпоративниот свет во своите рекламни пораки го користи и објективизира женското тело и незината сексуалност е предмет на комерцијални цели. И ние сите тоа го дозволуваме. Сите сме соучесници во овој процес, секој пат кога ќе премолчиме како се маргинализира или ништи улогата на жената во општеството, дали е тоа неформален разговор, дали е тоа шега на социјалните медиуми, сето тоа има исклучително токсична и дисторзивна природа. И сето тоа влијае на општествениот културен сет и на субкултурата во која што се градат тие ставови, заради кои потоа немаме самодоверба да седнеме на главните маси или да се збориме за своите заслуги. Овие бројки се симптом на овие појави. Меѓутоа, низ економски поглед, половина од земјава се жени, така? Половина од земјава се феноменално едуцирани. Значи даден влог да се развие тој интелектуален ресурс, односно капацитет. И добар дел од таа половина пак не го користи својот нити максимум, нити оптимум како човечки ресурс, како интелектуален капитал. Значи зборуваме за економска штета. И мислам дека на ова прашање подитно мораме да го приоритизираме и да почнеме да го третираме како не можеби само економска мерка, туку како економски потенцијал за развој. Мерита, ако зборуваме за мерките, дали мерките треба да ги очекуваме да ги донесе на барање на жените предприемачи некоја актуелната влада или треба сами да се избориме и да го смениме тој културолошки аспект? Пошто и во почетокот истакнавте дека сум дел од Северозападна комора, значи ние како комора се трудиме многу, значи да ги направиме сите тие промени и многу сме гласни околу, значи оваа влада и минатата власт која што беше. Мерките значи треба да се превземат, почнувајќи од самите нас, значи ние да ги направиме, но сепак треба да стигнеме и до институциите и до самата влада да се седне и да се разговара околу тоа какви промени конкретно треба да се направат. Не велам дека не е разговарано околу оваа тема многу, меѓутоа некако тоа останува како разговор, но во секојдневието не се применува сето тоа. Искрено имаме многу успешни жени и девојки тука ќе нагласам, кои што треба да се дел од оваа владеачка структура, каде што ќе можеме заедно со жените кои што се во бизнисот и ќе го разберат јазикот на жените, бизнисменки ќе го наречам, така да заедно да направиме една убава, можам да речам и платформа, за како да ги стимулираме новите девојки и жени да се вклучат во бизнисот. Така е, потребен е мотив, едукација. Мотив, поддршката е многу голема, исто така како што кажа мојата пријателка Анета и Надица, значи јас се сложувам со нив. Значи мотивот е многу битен. Јас почнав и пораснав во фамилиарен бизнис, каде што најголем мотив ми беше мојот татко. Јас продолжив по неговите постапки и мене искрено не ми беше лесно, затоа што бизнисот кој што го имавме ние фамилиарен беше бизнис каде што 99% беше, можам да речам дека беа само мажи, жени немаше, бев јас единствена и требаше првин да му докажам на мојот татко дека јас сакам да бидам таа која ќе го наследи сето тоа. Искрено, поддршката е многу голема, секогаш се вели тоа, го зборевме и пред емисијава, значи позади успешен маж стои успешна жена, позади успешна жена стои мајка која што секогаш ја помага околу обврските и работењето. Дефинитивно, пред да продолжиме со емисијата, правиме куса пауза за реклами. Почитувани, останете со нас. Назад сме во студиото на Алфа телевизија, каде имаме интересна емисија и дискусија со три инспиративни дами, со Анета Пешева, со Мерита Рамадани Алими и со Љупка Наумовска. Зборуваме за женското лидерство и за тоа што треба да се подобри на ова поле во земјава. Ние направивме и анализа како се движат платите не само во Македонија, туку и на европско ниво. Да ја видиме пред да продолжиме со разговорот, прилогот да го видиме на Марина Доковска. И
Исти работни задачи, но различни плати. Трудот на мажите и жените се уште не се вреднува подеднакво. Според државната статистика, во првото тримесечие од годинава, од над 960.000 вработени лица, 576.000 се мажи, а 384.000 се жени. Тоа значи дека од активното население во нашата држава, 60% се мажи, а 40% се жени. Нееднаквост постои во месечните примања, односно женската популација во земјава зема за 18% помала плата од мажите на истите работни позиции. Речиси иста е ситуацијата и во светски рамки. Од вкупно 500 компании на земјината топка, само 10% од извршните директори се жени. Неверојатни 37% од водечките тимови во компаниите се мажи, а дури 21% од нив имаат само една жена во тимот. Но овие бројки за истражувачите и аналитичарите се нереални, бидејќи анализите покажале дека онаму каде што е поставена жена за лидер, таа компанија заработува повеќе пари. Истражувањата покажале дека жената повеќе верува во едукација, гледиштата и се пошироки отколку на мажите, а презимаат и поголем ризик. Но и покрај големите анализи ширум светот, дискриминацијата во некои земји е длабоко навлезана. Таков пример е Исланд. Властите на оваа држава минатата година донесоа закон со кој на мажите им се овозможува повисока плата од жените. Тоа доведе до протести во Исланд. Сите жени излегоа на улица во 14 часот и 38 минути, бидејќи платата во која ја добиваат е за 18% помалку од нивните колеги и во тој случај нивното работно време треба да заврши токму во 14 часот и 38 минути. Минатата недела протести се одржаа и во Швајцарија. Таму протестираа 24 часа за полова еднаквост. Битка за рамноправност се води и кај нас. Многу здруженија се обидуваат да ги надминат ваквите проблеми и да ја кренат свеста, особено кај младите. За предприемништвото кое движечка сила потребни се многу обуки и недостасуваат добри практики. Дали нашата земја ќе ја надмине дискриминацијата, ќе покаже времето. Ја видовме анализата на колешката Марина Доковска, која што не информираше како се движат платите и зошто е толку голем јазот кога зборуваме за платени женски или машки професии. Пешева, кога зборуваме за IT индустријата, како тука се движат платите и како да ги задржиме оние квалитетни млади информатичари да останат во земјава и да не заминат? Да. Јас мислам дека IT индустријата прво треба да се стави на местото кое што го заслужува сега во моментов а се понатака ќе треба да биде на првото место. Заради тоа што нема потреба веќе да се гледа на IT индустријата дека таа представува некаков сервис на предпријатијата. Значи тука е клучот каков однос ние имаме према инженерите. Не, бидејќи во ИКТ индустријата не е проблемот на плати, знаете. Највисоките плати се во ИКТ индустријата. Последните просеци, да кажем, јас ги имам од Заводот за статистика, за март месец се последните извадени, 56.464 е просекот во IT, а државниот просек е 24.590. Тоа значи дека е скоро 2,5 пати поголем. Сега може да замислите дека тие сениор инженерите што се веќе надминуваат 1.500 евра. Значи, кога се зборува за платите во IT секторот, ние не можеме да зборуваме дека тие се мали плати. Јас повторно се бев на една трибина и го кажав тоа. 1.500 евра во Македонија се многу повеќе од 4.000 евра во Германија. И нема сега да навлегувам во објаснување, на сите ни е јасно зошто, заради стандардот, заради тоа што дека имате фамилија и така се тоа што. Но има некои работи кои што навистина треба да се променат во IT, да речеме даночната политика и пристапот кон вкупната IT индустрија, што се надевам дека ќе се направи една стратегија и со владата за да IT инженерите не ни одат надвор. Бидејќи знаете, тие се најобразовани, таа е интелектуалното тело на државата и мислам дека не треба тоа да го дозволиме. Има повеќе начини како тоа да се направи во IT, заради тоа што кажувам дека е лесна работата, бидејќи платите се навистина добри, со мали, да кажеме, интервенции во
младите не си одат само заради платата, си одат и заради здравствениот систем, заради школството, заради заради тромата администрација. Сите тие елементи се кои што фактички ги тераат младите да си одат од државата. Гледате, ако еден инженер има 1500 евра и таа куќа каде што он работи му плаќа придонеси на таа сума, он значи плаќа највисоки придонеси за здравство, за пензиско, за школство, а ја има истата услуга како и сите други, како и тие што имаат 200 евра. Ниедна компанија IT во моментов, значи скоро да нема компанија што не ги осигурува своите вработени и не им дава приватно здравствено осигурување. Значи, тука во лимитот на платата, во Бугарија тоа го имаат направено, на 1000 евра е ставено да се плаќа само за IT индустријата полни придонеси, над 1000 евра значи да се плаќа само персонален данок. Тоа да кажеме многу би помогнало. Исто би помогнала работата да можеме ние спонзорствата, сега кога стипендирам јас дете на Финки или на Фейт и ја давам стипендијата и морам да платам и персонален данок на тој студент. Ако сака некоја компанија да направи технолошка училница, нешто да реновира во нашите факултети, исто така не е ослободена од данок. Значи, има повеќе работи на кои што може да се стави акцент, каде што ќе пробаме да ги задржиме младите кадри. Јас морам да кажам дека министерката Мила Царовска не викна нас како МАСИД да направиме една стратегија заедно со неа и со владата на Македонија, за да може да направиме стратегија за да младите не си одат од државата. Бидејќи, да знаете како, ако нема IT индустрија, нема да има ни стопанство. Тоа ние мораме да ни е јасно. Порано беше друга ситуација. Значи, IT компаниите беа сервисна услуга на предпријатијата. Сега веќе IT, значи, услугите стануваат скелетот на едно предпријатие. И ние не можеме тоа да го занемариме. Ние уште сме далеко. Јас сега гледав некои работи во Амазон, веќе човек не работи таму, тоа е се роботи. Тоа е само кога ќе треба од полица да го земе па да го стави во кутија, само таму човек работи. Се тоа нешто автоматизирано, artificial intelligence, machine learning, тоа камионите сами возат. Тоа е нешто неверојатно каде оди светот. Така да ние мораме да си ги негуваме и задржиме IT кадрите во Македонија. Бидејќи еве видовме како бројките се големи на децата кои што се на студентите кои што се запишуваат и мислам дека ние можеме да поработиме. И ќе повторам дека ако сакаме да почнеме од некој да остане во државата, тогаш најлесно ќе го направиме со инженерите од ИКТ индустријата. Румовска, како да се спречи одливот на мозоци и како да ги задржиме младите да останат во земјава? Дали треба да почнеме да го менуваме амбиентот пред се од образовниот процес? Јас имам спротивно мислење на ставот од претходно. Мобилноста, не одливот на мозоци, мислам дека повторно терминолошки се изразуваме погрешно. Ова е мобилност, која што е продукт на светската глобализација. И не слушнав дека Хрватска, Романија или Полска се загрижени што подеднакво можеби поголем број на процент на IT кадри и извозливи и професионалци се ги напуштиле нивните земји. Мислам дека мобилноста со ниеден пакет мерки не можеме да ја спречиме, онамо каде што е дозволена, независно дали станува збор за работничка класа или интелигенција. И допрва ќе се справуваме со ова прашање со позитивните евроинтеграцијски процеси, дај Боже ако не се случат. Немам против никакво иселување на никаков профил, дали е студент или професионалец, но она што загрижува кај нас е прашањето дека кога некој ќе се реши да се исели, се иселува со ставот дека нема да се врати. Се иселува со гнев и горчина кон системот. Значи, прашањето повторно не е професионално, не е финансиско, не е економско, туку е психолошко. Тука треба да ги разгледаме работите. Не треба да градиме проекти за задржување со силен IT кадар кој што лесно може да најде работа во Виена или во Минхен или во Лондон, туку можеби треба да се запрашаме зошто толкава горчина и гнев дека нема никогаш да се врати. И второто прашање поврзано со мобилноста е зошто никој не сака тука да се всели. Зошто ние не сме преферирана земја за живење на странци. Преку одговорот на овие две прашања можеби ќе дојдеме до вистинскиот проблем на
причината зошто доминантниот дел од интелигенцијата моментално се сели и исто така мислам дека неоправдано се покажува прстот на образованието секогаш кога имаме системски пропусти. Јас доаѓам од високо приватно образование, каде што на факултетот каде што предавам, доминантниот број на студенти сега се во Португалија и Шпанија на летна пракса, а во текот на годините добиваат преку програми за мобилност можност да студираат во еден од најдобрите универзитети во Европа и дел од ниво Турција. Верувајте дека се враќаат како нови личности кога ќе го имаат тоа интернационално искуство. Но она што дополнително е интересно да се спомене е дека воопшто не подклекнуваме во критериумот, во методологијата и во осуштествениот начин на предавање на материјата и на интеракцијата од другите универзитети. Некако имаме синдром да се подценуваме континуирано и повторно ќе кажам, погрешно е вперен прстот во високото образование. Можеби треба да се прегледа филтерот на кадри во раното образование, особено предшколското, кога се гради системот на вредности на детето. Можеби никој тоа гласно не го коментира. Можеби треба да се изостри филтерот во начинот на воспитување во семејните амбиенти. Можеби импулсот и вниманието од целиот систем што детето или студентот го прима е проблем. Универзитетите, или јас борам барем од субјективен агол, не знам како е на другите универзитети, апсолутно се вршат најдобрата работа што може да се вршат. Мерита, ќе се согласите со ставот на Наумовска, дали можеби од мали нозе треба да се да им се трасира патот на децата, почнувајќи од образовниот процес, од воспитувањето дома, можеби е веќе доцна во тие од поодминати тинеџерски години кога веќе се оформени. Така, јас потполно се сложувам со двете мои пријателки кои што денеска сме во вашава емисија. Значи, јас сум за тоа дека тоа треба од порано. Првично, нас ни фали и една култура во работењето. Сакам да го кажам и да го зборуваме тоа во секојдневието ние што се сочуваме во бизнисот. Значи, првично нас ни фали култура во работењето и ни фали стручен кадар во средното образование. Јас доаѓам од една компанија, нашата компанија Dogan Air Condition Solution, значи ние правиме проектирање, изведба, машинство, ладење и грејење. Зошто го кажувам сето тоа? Нас секој ден ни фалат значи работници кои што сакат да работат. Значи ова е една голема експанзија на работници каде што одат надвор. Значи немаме народно ќе кажам добри плочкари, електричари, водовоđи, значи секој ден се повеќе и повеќе ние се сочуваме со ваков недостиг на добар кадар. Значи треба што повеќе средното образование ние треба да го професионализираме и да имаме што повеќе кадар. Пракса, да речеме, јас доаѓам од средно економско образование. Значи јас памтам секое лето по 2-3 месеци одевме ние на пракса. Секоја година јас одам и гласно им кажувам на младите девојчиња или машки што и да се, значи дојдете, посетете на нас во компанијата, но тоа нека биде со љубов, не некој да ве тера со сила или пак професорите да им побарат само некоја потврда дека они биле во некоја компанија или ја посетиле. Значи малце треба и да се има желба за да се работи таа работа. Јас пак ќе го истакнам тоа, значи за да бидеш добар бизнисмен и добар лидер, првично треба да ја сакаш таа работа. Кога нешто се сака и се постигнува, нормално се што е убаво и не е лесно. Дефинитивно е така. Пешева, дали можеби, ако дискутираме за тој образован процес и воспитување од мали нозе, кај нас знаеме и сега може да видиме овие денови дека средните училишта средни се полупразни. Сепак најголем интересот за гимназијата. Вчера баш гледав Орце Николов дека уште една паралелка да се нервираат родителите. И јас исто мислам дека средното образование треба стручно да се засили. Јас не знам зошто ги спуштивме тие училишта. Јас кога бев, да кажеме, во моје време беа доста популарни и навистина луѓето кои што беа и во средна машинско ќе се запише после на машински факултет, ако сака да студира натака. Не мора сите деца да студираат. Ние станавме држава со највеќе, не знам, доктори на науки, професори, кој како ќе седне на ваква маса, сите долети, тулите, јас викам нешто сум испуштила во животот, не знам. Да кажам, јас, знаете, тоа што кажа Мерита, еве јас ќе го кажам мојот пример. Јас кога гимназија јас бев, и уште од 18 години, значи мај месец завршуваше гимназијата, јас одма влегов на работа да работам полнев прашак во Охис. Значи, за да заработам за одморот,
Морав да седнам да работам. Ми се чини, значи, тие искуства, кои што сум работела чистачка во болница, сум работела кафе куварка во некој фирми кај што ќе ме примеле, имаше тогаш студентска задруга и преку студентската задруга беше многу тоа организирано. Сега фали една студентска задруга која што ги упатува младите да одат да видат праксата. Сега и факултетите во Америка, знаете како се? 5 години се студира, ама мора 6 месеци во годината да работи. И платене. И тоа е голема грешка. Сега јас ги гледам и мои блиски, еве, роднини, не е битно кој. Они гледаат, да, дојде тој распустот и каде сега ќе одат на одмор. Никој не размислува да земе да работи нешто. Многу е важна работната навика. Се враќаме на домашното воспитание, значи тоа, извини што те прекинав, значи исто така е многу битно домашното воспитание. Значи како ние ги воспитаме од дома децата и како ние на децата им даваме да имат работна навика, кој што е тоа, како што го кажа Анета. Значи тоа е најбитен фактор. Или денеска гледаат само 4 даја и одма да излегуваат од работа. Значи не сакам никој. Значи дефинитивно. И затоа голем дел сака да се вработат во администрација, а не во приватниот сектор. Значи често и го дискутираме тоа со Анета. Неверојатно е тоа. Јас мислам дека тука мора да се поработи, да праксата, не знам сега ова дуалното образование што го зборуваат, дали тоа ќе успее, али навистина треба таков еден систем. Обавезно да одат уште млади од 18 години кога се да одат во фабрика на лоша, не е битно дали тоа ќе биде доктор или инженер, да ја види работата во живо, како е тоа на лента да застанеш и дека не смееш да станеш од лентата и са бајле да станеш со автобусот во 6 да одиш да видиш. Тие се работи кои што не можеш понатака ништо да направиш во животот, ако дојдеш од универзитет, седнеш и кажеш што очекуваш ти од работата? Па јас сакам директор да станам. Како да директор? Мислам, јас стварно тоа не разбирам. Како може одма сите директори да станеме? Значи сите сме почнале од нешто. Па ја во мојата сопствена фирма, кога почнав 90-та година, Анте Марковиќ даде 31 декември 89-та закон за приватни предпријатија и ние веднаш го регистриравме, бидејќи не можеше да се работи нашиот бизнис во како дуќан бевме нешто без везе и регистриравме. Значи јас се регистрирав јануар, значи јас бев чистачка, јас бев директорка, ја носев налози у СОК, јас одев пошта земав. Значи морате да го поминете еден тој пат за да стигнете до успехот. И така да мислам дека тука треба повеќе примери вака да слушнат. Јас и сега прв пат сум почнала да говорам вака на телевизија, зашто навистина мислам имам потреба да им објаснам и на младите, еве и кај мене што доаѓа, да им објаснам како тоа кариера се почнува и како тоа може да стигнеш до некаде. Кариера не се прави преку ноќ, а зад секој успешен бизнис тој добро мотивиран тим. Треба ли фокусот да се стави се повеќе на предприемништвото и да се охрабрат младите наместо да бараат работа по државна капа, ете да почнат свој бизнис волонтирајќи, практицирајќи го своето знаење и учејќи сепак од поискусните? И да и не. Не мислам дека секој роден да биде предприемач и не треба да се прави општествен национален притисок дека секој мора да отвори свој бизнис и дека тоа треба да биде репер индикатор за успешност. Апсолутно не. Дури мислам дека дури генерално бидувањето на предприемач во наш систем немаме добра репутација. Се уште мислата на публиката е дека леле сироти или сирота ти се мачиш. Што не е толку далеко од вистината, меѓутоа да бидете една моја пријателка од Бугарија, ќе ја цитирам, вела ја прашуваат во една прилика, добро, што треба да имаш свој бизнис? Она вика треба да си малку луд. И тука има една голема филозофија, мудрост и вистина, бидејќи треба да поседувате сет на социопсихолошки карактеристики кои се граничат малци со хазардност. Меѓутоа, да одговорам малце поконкретно на прашањето, за да младите генерации сега што тежнеа да работат во администрација се свртат кон предприемништвото, прво треба да имаат верба во системот, бидејќи во психологија на изобилие само се гради креативност и иновативност. Ние треба да работиме на нивната креативност, тимски дух, иновативност
И пред се принцип на менторство кој што многу малце кај нас е застапен. Менторството не доаѓа секој пат од повозрасен кон помлад, доаѓа од сениор кон јуниор или пак од личносно кој што некој можеби му се восхитува. Ја можеби сум имала таа среќа да запознам и да бидам обкружена и приватно и професионално со фантастични луѓе околу мене. Но ја нема секој таа среќа и неодамна прочитав еден извештај за, не сум сигурна колку кај нас е толкувана оваа тема, за Queen Bee синдром или синдром на пчела кралица, кој што го анализира односот помеѓу жени сениори и жени јуниори, кои што не само што не го охрабруваат процесот на унапредување на жените јуниори, туку го бойкотираат, бидејќи некогаш и тие биле жртви на околината на системот, тоа што вели Анита, никој мене не ме праша како ми беше пред 30 години низ кој пат тргнав, меѓутоа неосвестените жени кои што се на сениорски луѓе многу често наместо да ги охрабрат, ги буткаат помладите професионалци доле наместо нагоре и тоа е феномен кој што секоја корпорација треба индивидуално или па колективно да го размисли. Предприемништво да, но пред предприемништво мислам дека треба да се работи на иновативноста, на толеранцијата, на инклузивноста на сите маргинализирани групи, како по основна пол, така по основна култура, религија и нација, да се развие осетот кај новите генерации и потоа предприемништвото како инстинкт само по себе ќе се роди. Мерита, како долгогодишен стопанственик и жена лидер на една компанија, како ја оценувате бизнис климата и со кој најгорлив проблем се соочува вашата компанија? Ајде сега да не бидам голем критичар, да речам. Искрено се соочуваме со големи проблематики. Тоа што го спомнавме уште во почетокот, дека голем одлив на добри работници ни одат надвор. Значи ни треба исто така се соочуваме и со проблематиките, значи во си функционирањето на системот, значи се помалце добиваме информации, тие информации кои што нас ни се соодветни за нашата компанија. Имаме проблеми со наплатата која што е голем проблем во компаниите. Имаме неколку недостатоци, се надевам дека сето ова ќе се среди за еден краток период и ќе почнеме да функционираме така како што треба. Пешева, зборувавме за платите во IT секторот. Вие од неодамна сте прв човек на маси, се заложивте оваа индустрија да биде растечка, водечка за едно модерно стопанство. Можевме да ве слушнеме и на повеќе дебати, се зборуваше и за прогресивниот данок кој како ги погоди IT инженерите. Што ќе детектирате вие како проблем или предизвик кој треба да се надмине во овој сектор? Јас сум од оваа година, од март месец, со навистина еден изузетно добар управен одбор, каде што членуваат сите телеком оператори и најголемите IT компании и странски и македонски, така да ние сега правиме заедничка стратегија на управниот одбор и мислам дека ќе успееме во тоа. Значи, детално ги разработуваме темата на даноци, темата на образование, темата на промена на работни односи и да ви кажам, нас многу ни помага еден проект на USAID, каде што сите 4 комори сме заедно со Сојуз на стопански комори, Стопанската комора и Комората на Северозападна Македонија, каде што ние ги правиме подобрување на бизнис регулативата заедно со одделни министерства во владата. Даваме наши предлози и некои се ни се усвојуваат, некои како даноците не ни се усвојува, но сепак мислам дека влијаеме и сакаме да се чуе нашиот глас. Знаете, јас сакам навистина да се чуе за IT индустријата. Сите индустрии некако се фаворизираат кај нас, а за IT индустријата некако не се зборува сите овие години, а ви кажав дека јас мислам дека тоа е скелетот на едно стопанство. Сега, ако сакате, имам и некои бројки да ви кажам тука околу како стои состојбата во IT индустријата. Значи, во ИКТ индустријата, значи, се вработуваат 13.514 вработени во 2308 фирми. И сега е во интересно дека остваруваат 48 милиарди денари приход, кој учествува со 7,8% во бруто домашниот производ. Значи, ние сме најбрзо растечка и зелена индустрија. Тоа е многу битно, не работата е навистина еколошка, што би рекле. Сега, дали
првенствено е, веќе ова го кажав, за нашиот проблем е што кадарот ни се иселува. Знаете, поразително е тоа дека софтвер инженери се регистрирани 7.000 софтвер инженери и таа бројка скоро 5 години не се менува. А веројатно од овие сите студенти излегуваат, некои завршуваат. Така да, може би и не се селат младите кога ќе завршат веднаш факултет, него се селат, што е најстрашно, сениор програмерите. Тие се веќе со сертификати кои што ние сме ги плаќале. Со државата многу има инвестирано во нив, имаат највисоки плати и значи тие се таргетот на, да кажеме, високо развиените европски земји, што јас, да кажеме, мислам дека информатиката и телекомуникациите е на многу високо ниво во Македонија. Тука не можам да се пожелам за нашите факултети. Навистина вадат кадар што во свет може вака одма да го примат и да работат било каде сакаат. Така да, ние ќе се, исто така и еден друг проект кој што го работиме, кој што имаме многу голем акцент на него, тоа е преквалификација на кадар. Како ова што се работи во Европска унија за жени, така ние за сите. Го работиме, значи, од други струки луѓето да завршат некакви си курсеви, да можат барем во оние базични работи во IT компаниите или во некои компании да се запослат. Има многу на оваа тема да се зборува, така да тоа е, да. Нашата емисија полека ја заокружуваме. Љупка, секојдневно сте со млади луѓе на кои што им го пренесувате вашето искуство и знање, но која е најважната лекција која тие треба да научат? Па во моментов има еден клучен збор не само за студентите, туку и за сениорите, возрастните професионалци, а тоа е одговорност. Мислам дека нашето општество моментално пати од колективната неодговорност. Љубиме да се виктимизираме, независно дали е тоа на линија на жени, дали е на линија на професионалци, дали е на линија на политика и позиции во регионот кај се наоѓаме. Прашањето на одговорност се развива, веројатно има експерти на ова поле што ќе се изразат подобро од мене, но се развива уште од мали нозе. И одговорност на пред се наставниот кадар, на семејството и на целокупното општество. Меѓутоа, одговорен човек значи свесен човек значи толерантен човек, а толерантен човек може да развива амбиции, аспирации и да гради, да создава проекти, општество, креативност и амбиент кој што е поволен за прогрес, а не одење назад. Мислам дека сите сме виновни за состојбата во која што се наоѓаме. Сите треба да се свртиме кон себе кога разговараме, независно дали за маргинализирање на еден пол версис друг или пак за млади во однос на образование или можности за развој. И нашето општество, доколку го реши овој проблем, прашањето на одговорноста, доколку се развие свеста кај секој во секој индивидуум, мислам дека ќе дојдеме до едно убаво колективно решение и амбиент. Мерита, како е да се води, ве прашав и на почетокот, компанија во овој машки свет, но и како ве перцепираат соработниците и клиентите? Првично во почетокот кога почнав уште пред 15 години беше тешко затоа што жената секогаш гласи дека не е успешна во бизнисот, дека жената е само да раѓа деца, да биде добра домаќинка или пак по професија учителка. Искрено, јас мислам дека жената е многу успешна во бизнисот и дека може да бидат уште поуспешни ако ја имат најголемата поддршка, да речеме, од дома, како што ја имав, јас ја имав таа среќа првично почнувајќи од моето семејство и сега од моето второ семејство, мојот сопруг и неговото семејство, исто така и од децата. Убаво е чувството, искрено, значи, јас мислам дека лидерите треба да стварат нови лидери. Со задоволство го кажувам тоа, затоа што никогаш во нашата компанија ние не функционираме кој е директор, генерален менаџер или работниците. Ние функционираме комплетно како едно семејство. И тоа мислам дека е еден добар пример и така треба да функционират сите компании во нашава држава и тоа е клучот на големиот успех. И секогаш се трудам да бидам што поедноставна, за никогаш тие не ме гледат мене дека Мерита, она е управител, оснивач или па чекај што ќе рече, не. Првото кафе секогаш го пиеме заедно и така да сите се трудиме нашата компанија да оди во
во Погорници. Секоја чест. Пешева, сосема за крај, вие важите за влијателна жена, не само дома, туку и надвор од границите на земјава. Еве и вие за крај да ни кажете кое е најдрагоценото искуство досега кое што сте го имале и ете како да се раѓаат нови лидери, како да се пренесува знаењето. Не знам како ме збунивте ова влијателна. Јас не знам каде сум. Јас сум повеќе активна, тоа би вака повеќе ми прилега збор. Да, активна сум доста и овдека и во странство, во разни организации, значи женски организации повеќето се, кои што се од бизнес, исто така и организации од хуманитарен карактер. Морам да ви кажам дека јас со целото тоа искуство кое што го работам, знаете, јас фактички работев на својата самодоверба. И мислам дека навистина ја изградувате својата самодоверба кога седнувате со некој многу познат човек и тој во светот и тој разговара со вас како да бе знае 20 години. Ние мораме да се ослободиме од стереотипите, да знаете еден од најголемите проблеми и во женската, во нашиот женски проблем е тоа што ние се врзуваме за некои стереотипи. Мора да ја отвориме главата и да ни се отворат хоризонтите, а тоа може највеќе е добро ако контактирате со странци да видите дека ништо не се посебно, дека апсолутно вие сте на равна нога со нив. Тоа ако ќе го разбереме, мислам и на државава подобро ќе тргне. Грешки се учи. Да. Многу ви благодарам за времето кое што го издвоивте и за учеството во оваа емисија. Навистина ми беше задоволство да бидам во друштво на три инспиративни дами. Почитувани, вам ви благодарам што не следевте. Останете и натаму со Алфа.